Сеќавање на еден енергичен и исполнет живот. Ова е насловот на биографската книга за тетовецот Томислав Стојановски Бомбај, чија промоција се одржа вчера вечер во Тетово. Пред публиката која дојде во голем број, најпрво се обрати авторката на монографијата, а воедно и ќерка на Стојановски, Марија Мерџановска, која зборуваше за нејзиниот татко и големината на неговата личност, но и за идејата за создавање на вакво дело, кое ќе остане вечен потсетник за неговиот, како што истакнува Мерџановска, во вистинска смисла на зборот активен и исполнет живот. Идејата за пишување на книга се јави набрзо по неговата смрт. Откако идејата созреа во рамките на нашето семејство, го консултиравме Жарко Настовски, како некој што умее со зборовите, а ни е многу близок, што мисли, дали има смисла да се пишува книга за татко ми? Жарко ја поддржа идејата и понатамо во 2 наврати ја прочита книгата. Не охрабри да продолжиме како што сме започнале. Книгава прво е наследство за нашето семејство, но и обид да се сподели дел од неговиот живот со луѓето што го познавале лично, од телевизија или што воопшто не го познавале. Да се сподели колку еден човек можеше да биде активен и динамичен и да направи во животот. Целта е да се сподели неговата бомба и енергија. Тоа е единствена енергија. Бомба и енергија е енергија која не стои, мора да има движење. Како што работеше и се движеше, така и мозокот му работеше на повеќе нивоа со полн капацитет. Ако треба да го опишам само со една реченица, би избрала: мисли бргу, работај побргу. Вреден, многу вреден. Имаше фат во работата. Не каснеше никогаш, не сакаше никого да чека. И никој не можеше да го стаса. Освен мајка ми, која му беше дар од Бога да му биде другар во животот. Неговите активности и заложби не беа фокусирани само за екзистенција на семејството. Него го интересираа нивоата повисоко, за подобар живот во Тетово и во цела Македонија. Потоа остана запаметен и го знаеа луѓето низ цела Македонија. Човек со визија, амбиции, големи цели и уште поголеми достигнувања, како на приватен, така и на професионален план. Човек кој треба да биде пример како за повозрасните, така за помладата и генерациите кои доаѓаат. Овие зборови се истакнаа при обраќањето на промоторот на книгата Даријан Сотировски. Луѓе, ние зборуваме за човек со надпросечна љубов за другите луѓе, со надпросечна потреба од другите луѓе и човек надпросечно предаден на другите луѓе. И ова нишка ќе ја прочитате и ќе ја видите во се што правел. Тој го правел во служба, во преголема потреба за луѓето. И другата работа е потполната предаденост на тоа што го правел. И сега зборува и за едното и за другото, но по обратен редослед. Најпрво за потполната предаденост. Се што правил, а правил доста, има најмалку 3 елементи кои што го исполнуваат. Тој има силна волја за нешто, го зацртува како цел, без разлика од колку изгледа тешка, остварлива и неостварлива, тоа тука апсолутно е неважно. Силната волја да постигне одредена цел ја пробратува веднаш со акција. Од зборови во дела, веднаш превзема акција. Но најважното од се, тој има мерак, еснавски мерак, љубов, не само да биде, туку да биде како што треба.
Стојановски бил роден во 1940 година во Тетово, а почина предходната година во март. Беше познат како директор на Средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово, а бил директор и на енергетското одржување на некогашниот текстилен гигант Тетекс. Тетово го памети и како основач на Демократската партија на Македонија и пратеник во собранието. Томислав Стојановски Бомбај по пензионирањето го основа Тетовскиот фолк фестивал, кој се одржува во Лешок, од кој низ годините произлегува голем број музички хитови, а токму поради тоа Тетовското трио Шербет во рамки на вчерашниот настан не потсети на дел од тие песни, кои несомнено стана евергрини.